Здраво на сите, добро дојдовте на втората наша клиника. Ние сме Скопје Драмтокс и денеска го имаме Алек Сакуловски со нас. Не би сакала многу да должам, пошто више касниме пола саат. Доколку сакате да не поддржите, имаме маечки Скопје Драмтокс и Алек донесе стикери Викфирт и некои вежби, тоест постери со рудименти, може да се земете бесплатни се. И уживајте. Фала ви што дојдовте. Nema problemi, sempre. Значи, много ви благодарам, че дойдете от толкова голем брой, некои надвор от Скопје. Сакам да кажам едно големо фала на дечките от Скопје Драмтокс, сите мои студенти, кои помогле да се деси овој евент, сите луѓе кои работат на нова. На Джиге кој ме спаси од температура и настинка денеско не се ваше од автопуска. Да, значи голема чест и задоволство ми е да бидам тука и да кажам нешто што знам. Дечките кога ме контактирае во Канада да им напишам некоја препорака, пошто знаете тука се води со препорака дека некој мора да ви даде според дека вие сте добри и валидни. Викам, јес, конечно нешто се деси добро за да може да оди државата напред, нели? За разлика од времето кога што ние растевме и учевме како се свири овој инструмент. Има тука некои постари повозрастни, така да речем. И чест и големо задоволство ми е, значи многу ви благодарам и се надам дека ќе имаме една интерактивна клиника која јас кога го правам ова не покушавам да свирам и да ве импресионирам колку сум брз или колку знам добро да ја контролирам рудиментите и техниките и се тоа, пошто тоа е само дел од работите кои човек треба да ги прави дома, не на клиника. Јас ќе ви кажам само едни интересни шорткатови и патишта кои се надевам ќе ви помогнат понатаму во развитокот и ќе најдете една добра примена во практиката која вие правите да свирите тапани. Океј, значи за мене не знам колку знаете, јас не сум селебрити. Свирам повеќе од, не знам, првата група беше од 89-та со групата Орион, не знам дали никој знае. Това беше моето първо изкуство. Немахме тапани, моравме да бубањето од беше машините да го адаптираме со мајка ми. Работеше зъботехничари, но носеше едни пластични кои чува екип звони, па јас лепев такви и одевме по отпадите, сечевме чинели, беше лудо време. Дали од кога јас знам за самиот себе, единствена работа која сакам да ја правам и да бидам, беше само свирење тапан, ништо друго не знаем. И таа луда идеја ме донесе до кај што ме донесе денес. Имам настапуван многу, посебно животот го правам со тоа што предавам. Значи, почнав да предавам 99-та, работев прво на факултет, па го се вратив во Македонија, немаше работа, завршен, па Тино ми даде рака, работев кај него во Enterprise с неколку години. Успеа да учи школата и тоа е голема работа за Македонија. После тоа нешто, не знам, свирев со театри, правевме музика, па 97-та се отвори хотел во Штип, работев таму неколку 7-8 години, излегоа сите овие мајстори тука што свират. Јас не ги научив тие се природни таленти, јас само ги насочив. И ми се смачи еден ден да правам тоа што го правам и дај да видиме како е во светот. И во светот е, не замарам бака што зборам малку, нели? Нека да ви свирите. Да ви кажам колко е чувството кога ќе се одиш од дома и прво да ви се извинам, пошто сум под джетлег, уште не знам што зборам некојаш и нема да ми замерите ако отсвирам нешто од напачки. Значи,
чувството кога одиш на запад е се будиш са Бајлево 7, зборам питолски, се будиш са Бајлево 7 и си во град 6 милиони луѓе и сите кои те забавляле за време на викендот, понеделник ги нема. Значи, кај ќе одиш, кај ќе се јавиш, кај ќе правиш музичка кариера, така? Много заебано прашање. Така? За тие што сакат да не ве обезхрабрувам, него едноставно треба да бидете луди, да не ги гледате сите препреки кои видат на патот. И така полека, дали ние со 7 минути, со ова сега ќе ве разпорам и ќе ви кажам како и тоа се тоа знаеш. Али не работи така. И бев доволно среќен и благословен да одам по сешени, да запознам некои луѓе и да учам полека. Значи, целата таа историја и филозофија која ја учев овде и дека вака се свири, така се свири, ова се правилата, не важат таму. Едноставно не важат. Има друга култура, друга традиција, друг начин на комуницирање, друг начин на свирење, што треба вие многу добро да го знаете и многу добро да го практикувате, ако и продолжите тука да работите и одите понатаму. Значи, ќе ви кажем без различни случаи кои сум ги имал таму, меѓутоа патот е таков лудачки малку и запознаваш луѓе, па те викаат на сешн, па немој да свириш вака, па свири така, па ова, па ups and downs, али во секој случај голема работа. Гледаш големи имиња доаѓаат, држат клиники, разговараш, така се учи, така ова е начин на едукација кој вие мора да го помените и да се отворите и да имате прогрес во работата, пошто ова инструмент е многу незгоден, многу гнасен инструмент. Колку и да вежбаш, никогаш нема да бидеш добар, освен кај нас има родени најдобри цверови што знаат да свират се и свашта. Значи никогаш немој да го подценувате, пошто ова е толку безобразен инструмент, ако ја прескокнете историјата, никогаш нема да ви дозволи да научите да го свирите. Експресијата е еден начин да вие свирите нешто, меѓутоа историјата е една база која ќе ве носи понатаму и ќе ви дава право, ќе ти добро ова значи направено, значи јас можам да земам апликација и да продолжам да го градам и да го носам. Се разбираме, да не зборам откачано. Океј, ќе пробам да ви отвирам нешто, еден малку да ве прошетам низ времето, да видам како вие ќе реагирате на тоа.